Добар ден, добро дојдовте во вестите на Канал 8. Ниту една писмена понуда за купување на имотот на Ruin International Technologies не пристигнала до стечајниот управник на претпријатието. Судбината на фабриката и натаму останува непозната, а за понатамошните постапки ќе одлучува одборот на доверители. Пропадна и четвртиот обид да се продаде Ruin International Technologies. Фабриката и понатаму останува во стечај и без нов собственик. Никој не покажал интерес да го купи имотот на фирмата, што со оглас беше понуден на продажба во 3 пакети. До средината на оваа недела, до кога требаше да се приберат писмените понуди од евентуалните купувачи, кај новоназначениот стечајен управник Велин Митевски не пристигнала ниту една понуда. Поради тоа, одборот на доверители на Руен решил имотот на фабриката да се продава по 5 пат, при што нема да има промени во условите за продажба. Тоа значи дека повторно ќе се прибираат понуди од заинтересираните купувачи без да има почетна цена, а со определен минимален износ што тие треба да го уплатат. За пакетот број 1, каде што фактички е 90 и повеќе одсто од имотот на стечајниот должник, треба да се уплатат 500.000 евра за да се учествува на огласот, а за пакетот број 3, каде спаѓаат возилата на стечајниот должник, ќе треба да се уплатат 4.000 евра. Пакетот број 2, каде што се суровините и материјалите, ќе се продава според проценетата вредност преку продажното одделение на фабриката. Петиот оглас за продажба на Ruin International Technologies ќе започне да тече веќе од петок, 13 септември, а одборот на доверители дополнително треба да биде известен кога ќе биде отворањето на евентуално пристигнатите понуди. Иако се најавуваше дека има заинтересирано купувачи од Италија и Турција, за сега тоа не се потврди во практика. Дел од поранешните вработени дојдоа пред судот и со загриженост и разочарување ја примија веста за неизвестната судбина на фабриката. Стотици семејства чекаат дрва за огрев, оти нема кој да ги транспортира. Додека расте револтот, од шумско стопанство Согово смируваат. Дрвата ќе биле испорачани до крајот на месецов. Нарачале дрва за огрев, но се уште ги чекаат. Со ваков проблем се соочуваат стотици семејства во Кочани. На плацот на шумското стопанство Осогово има само неколку стотина просторни метри дрва. Причината е што доцнат тендерите за нивен транспорт од плацот, а таму 5000 метри кубни нема кој да ги дистрибуира. Од шумското стопанство нема одговор зошто тендерската постапка пропаднала. Граѓаните се нервозни, загрижени се што не можат навреме да ги складираат дрвата. Правите дождови пристигнаа, а временската состојба за септември и октомври не е најповолна. Во меѓувреме се вжештуваат телефонските линии на шумското стопанство, но причина за паника нема, смируваат оттаму. До крајот на месецов ќе имало дрва за сите што нарачале. Од веќе направената колективна нарачка на дрва преку своето здружение, веќе се откажаа пензионерите. Со дрва за огрев се снабдија од шумското стопанство од Пешчево. 1200 пензионери добија 7500 метри кубни дрва, со што подготвено ќе ја дочекаат предстојната грејна сезона. Златни медали за квалитет на мед добија виничките пчелари на меѓународниот натпревар што се одржа во Осијак, Република Хрватска. Пчеларите од Виница испратиле 5 примероци од медот и сите добиле највисока оценка. Во силна конкуренција од доставени 68 примероци на мед од Хрватска и 22 примероци од Македонија, Босна, Словенија и Србија, тројца пчелари од Виница освоија златни медали за квалитет на мед на 5-то меѓународно и 7-мо регионално оценување на квалитетот на медот во Осијак. На надпреварот на кој се оценувало присуството на влага во медот според европски стандарди, виничките пчелари испратиле 5, а штипските 1 примерок, и сите биле оценети со највисок златен медал. Во петокот бевме во Осијак лично да си ги подигнеме медалите и дипломите. И по тој повод таму подпишавме еден меморандум за соработка. Високиот квалитет се должи пред се, морам да кажам дека Виница е средина во која нема загаденост, нема химикали, нема тешка индустрија. Второ, немаме големи овоштарници, а се знае големите овоштарници за да бидат успешни мора да бидат многу пати хемиски третирани. Организатор на напреварот е Сдруженијето на пчелари од Славонија, Радилица. Пчеларите се упорни во производството на мед, но македонецот се уште се наоѓа на последно место во светот во конзумирање на мед,
велат пчеларите. Со медо кај нас се користи за сега барем, што не е најдобро за лек, не за храна. Ние сме на последно место во светот за користење на мед, тоа и вие го сигурно знаете. Ни немаме ни по, мислам дека нема ни уште по половина кило по жител. Просечните приноси годинава се околу 15 до 20 килограми по пчелно семејство. Имаме мали приноси, но сепак квалитет, а ова е само една потврда дека Виница па и Македонија може да има добар квалитет, кој може да се носи со Европа, па може слободно да одиме на европските пазари. Виничките пчелари велат дека со исклучок на одредени понеискусни пчелари, минатата година ноземозата не направи големи загуби, а загуби не се очекуваат ни годинава. Инаку, пчеларското здружение Матица од Виница во соработка со регистрираниот репроцентар за пчелни матици Еко пчела од Скопје организира обука и трибина на тема Автохтоната македонска пчела. Првиот дел од предавањето ќе се одржи на еден од пчеларниците во Виничко. Предавач ќе биде координаторот на проектот Борче Павлов. Вториот дел од предавањето ќе го одржи професор доктор Хрисула Кипријановска и доцент доктор Александар Узунов во салата во Виница. Предавањата започнуваат во петок. Заинтересираните инвеститори за поставување фотоволтаични панели кај нас се среќаваат со административни пречки за реализација на своите проекти. Во просек се губи и по повеќе од една година додека се поминат сите бирократски бариери, за да се заврши инвестицијата на терен. Тешко и долготрајно се реализираат инвестициите во алтернативни извори на електрична енергија кај нас, посебно во изградбата на системи со фотоволтаични панели. Иако начелно државата ги поддржува таквите иницијативи, сепак инвеститорите се среќаваат со низа административни пречки за обезбедување на потребните документи и дозволи за реализација на секој поединечен проект. Оние кои веќе ги поминале пречките, велат дека е потребно да се посетат 20 најразлични институции и на државно и на локално ниво, од нив да се обезбеди документација пред воопшто да започне поставувањето на сончевите панели на терен. Во изминатиот период ние проблеми немавме во делот на изведбата и на донасување на опремата, колку што имавме административни пречки, преци во локалната самоуправа, некои беа оправдани, некои неоправдани, веројатно и непознавањето на искуството во таа работа си го плати данокот, но бевме на крај на краишта стрпливи, издржливи, она што го зацртавме како цел, успеавме на крајот да реализираме. Декларативните заложби на државата за поттикнување на инвестициите за алтернативни извори на енергија, пред се соларната, во практика се исполнуваат многу тешко и бавно. Наместо едношалтерски систем, дозволи треба да се добијат од секоја институција посебно. Државата дава некоја субвенционирана цена, која што, можам слободно да кажам, за жал е во моментот крајно дестимулирачка, извадена буквално од ракав, тоа исто го кажувам, нема некои реални параметри, показатели кои што покажуваат дека таа треба да биде вредноста на субвенционираната цена, но ефектот е голем пред се и за државата и за општеството, ако се има предвид дека сепак ние произведуваме електрична енергија. Поставувањето на фотоволтаични панели во Македонија започна пред 4 години. Од тогаш се изградени околу 30 на централи, од кои во источниот регион 10, а во Кочани 3. Оценка на инвеститорите е дека доколку не се сретнале со административните пречки, досега во државата би имало неколкукратно повеќе централи, со капацитет од над 50 мегавати. 40 на години трае битката на две семејства за половина метар дворно земјиште. Едно од семејствата судската пресуда ја смета за срамна. Методи Ефремов од Виница води имотно-правен спор стар 40 на години. Го нарекува срамно судско дело за македонската држава, оти не била испочитувана одлуката на Врховниот суд и поседовната тапија, со што местото на меѓата меѓу двата плаца му било преотстапено на неговиот сосед. Овој крдија во судот на времето кога се судевме, се случи да во судот беше однесена скицата 67 и 57, со молив беше напишано дека таа територија наводно му припаѓа на него. Исто така, јас сметам дека Виничкиот суд е доста корумпиран, бидејќи во тоа време исто ме приморува на некој начин, бидејќи видев дека нема правда, и јас решив тогаш да направам судско поравнување, да се спогодам со мојот комшија, еве да го поделиме тоа
спорно место. Ефремов тврди дека местото го загубил со катастарската скица преку која било направено порамнувањето на негова штета, зашто обвинува поранешни структури во Основниот суд во Виница. Кога прочите во судското порамнување напишеле господата од судот дека тужител Слободан Ефремов во заграда мојот татко му стапа од своето место на мојот комшија 40 см на 7,90 ширина. И тогаш ја мојот комшија го прашав: па добро, зашто не мачиш 40 години, не ми дозволуваш во моја територија да си изградам гаража? Затоа јас мојот судски спор нарекувам срамно судско дело за македонската држава. Пресудата, вели Ефремов, била донесена во негово отсуство, откако претходно случајот бил ставен во мирување. Тутунопроизводителите од државата ќе можат пред време да го предаваат своето производство од годинашната реколта. Ова важи и за земјоделците од Кочанско и Виничко, иако тутунот овде е застапен на релативно помали површини во однос на другите региони. Според заменик министерот Зоран Коњановски, откупот на оваа индустријска култура годинава треба да започне кон крајот на септември. Праксата во изминатите 2 години покаже дека е добро тоа што пред време го отпочнуваме откупот на тутунот. Мислам дека и временските услови веќе се поволни. Тутунските комбинати се спремни за предвремениот откуп на тутун. Ова година очекуваме да имаме висок квалитет на тутунот. Род некаде повеќе од 25.000 тони, што е исклучително значајно за околу 24.000 семејства во Република Македонија кои живеат макотрпно одгледувајќи го тутунот. Подобар амбиент и зголемување на енергетската ефикасност ќе добијат Кочанскиот здравствен дом и општата болница со промената на поголемиот дел на прозорците и вратите. Двете јавни здравствени установи тендерот за набавка го распишаа деновиве. Општата болница ќе пушти со работа и новата приемна амбуланта, која досега беше заменувана со хируршката и се ствараше гужва. Целосно ќе бидат заменети старите со нови ПВЦ прозорци и врати во службата за систематски прегледи на ученици и студенти, информираше директорот на Здравен дом Кочани Иван Спанчевски. По замената ќе следува белење и средување на просториите, со што ќе се добие подобар амбиент во просториите каде се прегледуваат ученици и студенти. Во општата болница ќе бидат заменети прозорците и вратите во повеќе оделенија: хирургија, ортопедија, интерно, рентген, шок соба, како и во просториите на болничката аптека. Ќе бидат реновирани и шалтерите, информираше директорот на болницата Дејан Апостоловски. Со тоа значително ќе се зголеми енергетската ефикасност, ќе се подобри амбиентот и условите во болницата. Апостоловски истакна дека деновиве се очекува да биде пуштена во употреба и новата приемна амбуланта во болницата. Немањето на ваква амбуланта представуваше голем проблем што се провлекуваше со години наназад. Сите пациенти од Кочани и другите градови се прегледуваа во хируршката амбуланта, која беше 2 во 1, и хируршка и приемна. Со новата приемна амбуланта се очекува да се стави ред и да се намалат гужвите при приемот на пациенти. Новата амбуланта ќе служи и за закажување на пациенти преку проектот Мој термин. Здруженијето на студенти Павел Шатев од Кочани ги продолжува своите активности во локалната заедница со хуманитарни пораки. Со така наречен флешмоб преку игра и музика символично се спротиставија на вооруженото решавање на проблемите во светот. 20 волонтери од неколку европски земји во трговскиот центар во Кочани донесоа пораки за мир и разбирање меѓу народите од светот. Со танц и музика порачаа дека војните се непотребни и им пречат на младите да се дружат, соработуваат и да се забавуваат. Волонтерите се дел од меѓународната младинска размена, што во Кочани ја реализира Сдруженијето на студенти Павел Шатев. По низата хуманитарни активности што ги реализираа во изминатиот период, младите со така наречен флешмоб со музика од повеќе стилови ги изразија своите мирољубиви заложби. Со танцување се занимавам од мојата 17-та година, а со подготовките за овој настап започнавме пред една недела. Вежбавме во просек по околу 4 часа дневно и ја подготвивме кореографијата што ја видовте. Во групата има 20 волонтери од Естонија, Турција, Франција и Македонија. И сакаме да покажеме дека сите сме заедно и се почитуваме како браќа и сестри. Дел од волонтерите кои учествуваа во кореографската изведба во Кочани се од неодамна, а други престојуваат веќе неколку месеци.
дошле на идеја заеднички да реализираат настап во кој ќе учествуваат сите и ќе се представат во локалната заедница. Ова е танцување со кое сакаме да ја пренесеме пораката да запрат воените конфликти во светот, а истовремено европските држави да не бараат визи за нас волонтерите. Ова го правиме за да се представиме во локалната заедница, при што во танцувањето ни се придружија и 3 лица од Кочани. Сдруженијето на студенти Павел Шатев, освен меѓународната размена, со волонтерите од странство досега реализираше неколку активности. Меѓу нив посебно ги потенцираат бесплатните курсеви по странски јазици за граѓаните на Кочани, како и еколошката акција за расчистување на околината на браната градче. Следува информацијата од спортот. Лила Давчева од Виница се врати со 3 медали од исто толку тениски турнири. Станува збор за најнадежната македонска тенисерка во својата конкуренција. 2 прави места освои Лила Давчева на тениски турнири во земјава што се одржаа летово. Големиот успех го оствари во Скопје, а го повтори во Прилеп. На меѓународен турнир во Албена пак беше третопласирана. Првиот турнир беше во Скопје во југ. Таму освоив прво место. Потоа се спремавме за другиот турнир во Прилеп. После 1 месец беше во Прилеп турнирот и таму освоив прво место. Понатаму се надпреварувавме и на меѓународен турнир во Бугарија, во туристичкиот комплекс Албена. Таму во тешка конкуренција имаше надпреварувачки од Бугарија, од Русија, од Романија, од Велика Британија, од Кипар. Лила покажа многу добра игра и го освои третото место. Сопатник во постигнувањето на успесите на Лила е незиното семејство, задолжено за финансиската и морална поддршка. Ние како родители сме целосно посветени на Лила, значи без целосна посветеност и поддршка од родителите невозможно да се постигне успех. По колку време тренирате дневно? Па Лила тренира обично скоро секој ден, можеби 1 ден во неделата пауза, по час и пол до 2. Исклучително значајно за развојот на младите таленти кои се стремат кон врвни постигнувања е кога има кој да и помогне на тој пат, како во случајов Средното општинско училиште Ванчо Праке. И ние имаме одлука на училишен одбор од оваа година да бидеме спонзори на Лила Давчева. Ние одлучивме од едноставна причина за тоа што сакаме да улагаме во младите луѓе, особено во младите спортисти, и видовме една добра спортистка, млада, уште таа не е ученичка во нашата школа, но се надеваме дека тука ќе биде упишена. Лила Давчева тренира тенис веќе 5 години, а зад себе има и други успеси во својата конкуренција. Давчева е петооделенка во основното училиште Славчо Стоименски во Виница. Нејзините амбиции се професионално да се занимава со тенис. Тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Пријатно!